Здраво сите добровате во четвртата епизода втората сезона на Are You Scared? Денеска можеме да кажеме дека имаме еден травичен случај затоа што се работи за смртта на 9 годишното момче Вотер Колинс. Инаку да посетам дека секој вторник и петок имаме нова епизода на Are You Scared? Линкот од Instagram и Twitter го имате во дескрипција и можам да кажам, можеме да влеземе во случајот. На 10 март 1928 година, 9-годишниот Вотер Колинс облече кафена јакна во кафеови панталони со кадифе, црни оксфорди, сива капа и тргна да гледа филм во населата Маунт Вашингтон во Лос Анџелес. За жал, Вотер никош не се врати дома. Неговата мајка Кристин Колинс, телефонски оператор, пријавила дека нејзиниот син исчезнал 5 дена подоцна на 15 март. Во тоа време градот се уште се тресеше од киднапирањето и ужасното убиство на 12-годишното девојче Марион Паркер, што се случи само 3 месеци порано. Известувања за наводни видувања на Вотер почна да доаѓаат од далечните градови како Сан Франциско и Окленд. Во едно бизарно известување некој тврди дека го видел момчето на бензинска пумпа во Глендейл, неговото тело било завиткано во весник и само главата видлива. Полицијата трагаше со месеци, но се уште го немаше Вотер. Конечно, во август полицијата во Илиноис фати момче во бегство кој одговараше на описот на Вотерс. Детето им кажа на властите дека е Вотер Колинс, им кажа дека има маклива приказна за неговото киднапирање. Тој разговарал со Кристин по телефон и Кристин платила $70 за да го врати нејзиниот син во Лос Анџелес. Следните 3 недели момчето останало со Кристин, се додека не сфатила дека ова момче не е нејзин син. Вака го почнуваме првиот пасус со еден многу интригантен факт. Тоест, тоа момче што полицијата го довела и го мислеле дека е синот на Кристин Колинс, тоа не бил нејзиниот син и мислам дека може да продолжиме за да ги сознаеме сите податоци. Кристин забележува дека момчето е пониско од Вотер и користела стоматолошки записи за да докаже дека станува збор за друго дете. Кристин ни рекла на полицајците: "Да, тој личи на Вотер и на некој начин се однесува како мојот син, но сепак не сум сигурна во тоа. Гледаш, Вотер беше тивок и со добро однесување, секогаш ми викаше мајка. Ова дете ми вика ма и понекогаш тешко се сториш со него. Секако се надевам дека тој е мојот син, но некако не можам да се уверам во тоа." Значи, ова е многу контрадикции. Самата мајка не е сигурна дали тој е нејзиниот син, а сепак доаѓаме нели тоа кој никој мислам дека не си го познава подобро детето од својата мајка. А сепак таа не била сигурна дали е тој. Полицајците нели сакале да го затворат случајот и го фрлиле што се вика детето на мајката и рекоа дека ова е твојот син што исчезна пред некое време. Полицијата се решила да затвори случајот поради притисокот на јавноста и инсистираше на тоа дека станува збор за Вотер. Тие спроведува серија тестови за да докажат дека момчето е Вотер. Тие го натераа момчето да го промени патот од дома од сеќавање и го донесоа домашното куќе на Вотер, кој неверно го препознава момчето како него собственик. Сепак Кристин не била убедена. Тука полицајците направиле нешто интересно. Значи тие го ставиле подалеку и му рекле да си го најде својот дом и тоа си го момчето го нашла својот дом. Исто така и куќето го препознало дека тоа бил неговиот собственик, но сепак мајката Кристин се уште не била уверена дека тоа е нејзиниот син. Наводно капетанот на LAPD J.J. Джонс е рекол на Кристин: "Што се обидуваш да направиш? Да направиш будали од сите нас? Дали се обидуваш да избегнеш својата должност како мајка и државата да го обезбеди твојот син? Ти си најсуровата мајка што некогаш сум ја запознал." Ева е многу, да речем, строго од капетанот на LAPD J.J. Джонс. Тој се развикал и рекол: "Ова е твојот син, земи го, ние сме право дека тој е син ти, што сакаш да направиш од нас, да не направиш дека личиме на неспособни полицајци." Сепак ова, да речам, изјава ќе му се удри од глава на овој капетан и можеме да продолжиме. Полицијата потоа ја присилила Кристин доди на психијатриско одделение на општата болница во Лос Анџелес на 8 септември. Докато Кристин седеше во психијатриското одделение, J.J. Джонс повторно разговараше со момчето што полицијата го собра во Илиноис. За време на таа дискусија 12-годишното момче рекла дека тој не е Вотер Колинс, туку Артур Хачинс. Нати, LAPD. Да, знаев дека ќе се случи ова. Тоа не било момчето, туку ова бил некој известен Артур Хачинс. Сгрешиле полицајците. Не знам како ќе го наплатат оваа грешка што направиле. Мислам дека мораме да продолжиме за да се огледаме. Кристин беше во право цело време. Детето што полицијата го фрли врзнаа не беше нејзиниот исчезнат син, туку Артур Хачинс. Откако починала мајката на Артур, момчето побегнало својот татко и маќа.
Тој правил автостоп низ сад кога во кафенето Декалп, Илиној, некој му рече дека личи на исчезнато момче од Лос Анџелес. Кога го зелела, малолетните власти беа скептични во врска со неговата приказна, но полицијата беше толку очена да го затвори случајот на Колинс, што инсистираше на неговата вистинитост. Што се однесува до тоа зашто Артур лажел, 12-годишникот им рекол на властите дека сака да оди во Холивуд за да се сретне со ковбојскиот актер Том Микс. Како шизик ова момче, значи, нели, полицајците рекле дека ти си изгубеното момче, а тој бил опортунист, нели, рекол зашто не одам и така сакам во Лос Анџелес, ова ќе сакам да одам во Лос Анџелес и ова ќе го искористам како прилика да одам. И отишол во Лос Анџелес само за да се сретне со ковбојскиот актер Том Микс, а не затоа што тој бил, нели, синот на Кристин Колинс. Кристин беше освободен од психијатриското одделение на 13 септември и го тужише LAPD. Капитанот J.J. Джонс беше суспендиран од должност од страна на LAPD и му беше наредено да плати на Кристин $10,800 за злоупотребата што ја претрпе под негово командување. Сепак J.J. Джонс никогаш не платил, во меѓувреме вистинскиот Вотер Колинс се уште го немаше. Значи, можеме да речеме дека и J.J. Джонс испаднал, како да речем, шизик, тој бил цело време не бил во право и сепак не сакал да плати одредена сума на Кристин Колинс. Тој бил суспендиран трајно од неговото, нели, како што бил суспендиран како полицаец. И мислам дека можеме да влеземе во потенцијалните теории за тоа што се случило со 9-годишниот Вотер Колинс. Мојата прва теорија е дека Вотер Джон Колинс, таткото на Вотер, верувал дека неговите поранешни затвореници можеби го киднапирале Вотер за одмазда. Тој тогаш отслужувал во затворот Фолсом под обвинение за грабеж. Постариот Вотер работел во кафетеријата во затворот и неговите одговорности вклучуваат известување за прекршоците на другите затвореници. Поради ова тој можел да направи многу непријатели. Толку е ова теорија, значи неговиот татко бил во затвор и верува дека таму можел да направи многу непријатели, што подоцна ги натера во тие непријатели да го киднапираат неговиот син. Исто така, особено трчите реченици, ништо не ја поддржува теорија и можеме да влеземе во втората и по мене најизвестна теорија за тоа што се случило со Вотер Колинс. Вотер бил киднапиран од патолошки лаж го поиме Гордон Стюарт Норткот и бил убиен на пилешката фарма на Норткот. Неколку дена како Кристин беше пуштен на психијатриска болница и околу 40 милји источно центарот на Лос Анџелес службениците за имиграција наидоа на фарма за кокошки од 3 хектари во Вајнвил, Калифорнија. Тие добија информација за легален работник кој бил прошверцуван преку американската граница со Канада. Кокошкијата ферма му припаѓала на Гордон Стюарт Норткот. Откако губил татко му да му купи земјата во 1926 година, Гордон тврдел дека му треба помош за водење на фермата. Отишол во Канада за да посети сестра му Винифред во Саскатон и разговарал со неа за да му дозволи да го земе нејзинот 14 годишен син Стефорд Кларк за да му помогнат на фермата во Вајнвил. Значи така, втората теорија го става Гордон Стюарт Норткот како потенцијален убиец на Вотер Колинс. Тој имал фарма за кокошки во Вајнвил, Калифорнија. Таму полицајците прв нашли на него како некој го пријавил дека има илегален работник на таа фарма и дека тој работник бил прошверцуван од Канада. Таму Гордон почнал физички, емоционално и сексуално да го злоупотребува Сенфорд. Приказната за Сенфорд за жал беше само почеток на ужасите што неколку деца ги претрпале на рацете на Гордон Норткот. Гордон имал шема на киднапирање и убиство на момчиња, а потоа ослободување од нивните тела со брза вар. Во август 1928 година 19-годишната сестра на Сенфорд Джеси Кларк дојде да го посети својот брат на фермата. Сенфорд ти кажа што се случило. Джеси ја предупредила нивната мајка и го контактирала американскиот конзул, кажувајќи дека Гордон го прошверцува Сенфорд од Канада. Кога истражителите стигнале до фермата за кокошки, Гордон заедно со неговата обсесивна мајка Сара Луис Норткот избегале. Значи така Гордон Норткот го побарал силно на својата сестра за да му помага на фармата во Вајнвил, но сепак тој таму го физички и психички го малтретирал својот внук. Подоцна сестрата на Сенфорд, внуката на Норткот, дошла во фармата каде што биле они и тогаш Сенфорд ја раскажа за све што се случува. Таа го пријавила Норткот во полиција и така полицајците стигнале до Норткот и неговата фарма во Вајнвил. Полицијата пронашла земја натопена со крв и остатоци од тело околу ранчот и го привеле Норткот во полиција.
Во имотот биле продадени предмети што им припаѓале на чезнатите млади момчиња од Јужна Калифорнија, вклучувајќи значки за извидници, книги од библиотека и писма напишани до нивните родители. Нелсон и Луис Винсвол, 10 и 12 годишни браќа исчезнати од Помона, како и момче од Мексико по име Алвин Готеа, беа меѓу оние жртви чии остатоци беа продадени. На 15 септември Санфорд им ја кажа приказната на истражителите, полицијата му покажа 30 фотографии со надеж дека ќе ги идентификува другите жртви што држека собијата на фармата. Оној што Санфорд позитивно го идентификуваше беше Вотер Колинс. Така, значи, дознаваме сега, ова е, можеме да речеме, прв напредок во целата истрага за Вотер Колинс, значи, дечкото што бил на фармата, нели, внукот на Норкот, позитивно го идентификува Вотер Колинс, дека и тој бил меѓу многите деца што Гордон Норкот ги мататира, ги убил на ранчот во Вајнвил. Исто така тој заедно со мајка му морал да напомнам дека Норкот бил со мајка му на таа фарма и мајка му имала удел во се што се случувало во фармата. Гордон и неговата мајка беа апсени во Калгари, Канада на 20 септември и екстрадирани назад во САД за да им се суди. Гордон првично го призна убиството на 9 млади момчиња, но беше обвинен само за смртта на тројца. Немаше доволно докази за да биде обвинен за смртта на Вотер Колинс. Ева не можам, мислам дека не можам да разберам, тој призна за дека убил 9 деца, а сепак му се судило само за тројца, немало доволно докази, а тој сепак признал дека убил 9 момчиња и останало да видиме. Немаше доволно докази да биде обвинен за смртта на Вотер Колинс, но сепак Гордон беше осуден на смрт со обесени и беше погубен на 2 октомври 1930 година. Иако Гордон не беше осуден за убиството на Вотер Колинс, неговата мајка го потроши остатокот на незивот живот во затвор, откако призна дека го убила Вотер со секира и го пала во кокошарникот. Да, значи еве, ова е, мислам дека вториот најголем напредок што се случи во целиот случај. Мајката на Гордон Норкот признава дека го убила Вотер Колинс со секира и го закопала во кокошарникот. Сепак неговото тело не било продадено таму каде што кажала мајка му и оваа информација не може да се смета за точна. Мајка му го потрошила остатокот на незиниот живот во затвор, а Гордон Норкот го обесили. Озбегоседноста од грозоморните убиства беше толку лоша што градот Вајнвил одлучи да се оддели од тоа поглавје од својата историја, кога во 1930 година се преминува во Мира Лома. Докато го чекал погубувањето, Гордон испратил телеграма на Кристин во која пишува дека ќе ја каже вистината за Вотер дека го дојде да разговара со него во затвор. Кристин отиде во Сан Квентин во пресвет на погубувањето на Гордон, но Гордон одбил велејќи. Не сакам да те видам, не знам ништо за тоа, јас сум невин. Гордон исто така остави неколку белешки во својата ќелија, некој вела дека никогаш не го запозна Вотер, некој го обвинува таткото на Гордон за киднапирањето и убиството на момчето. Запад довошки важно дека Гордон невозможно да се знае што од кажаната е вистина, а што е измислено. 5 години кога Гордон беше осуден на смрт, еден од младите мажи за кој се мислеше, од младите момчиња се извинувам, за кој се мислеше дека биле убиени на фармата за кокошки, се појавил жив и здрав, отворајќи ја можноста на и Вотер да избега од таа фарма за кокошки во Вајнвил. Да, со ова ја затвораме оваа втора теорија. Значи оваа теорија, нели, како што кажа, го представи Гордон Норкот и мислам дека ова е тоа што се случило со трагичното исчезнување на Вотер Колинс. Тој киднапирал и малтретирал повеќе од 3 момчиња, може да се каже, затоа што тој признал дека убил 9 момчиња, а сепак ги потврдиле само тројца и го судили само за 3 убиства. Таму тој психички, физички, сексуално ги злоставува децата. Сепак не може точно се докаже за кои деца биле на таа фарма и кои деца ги убил Норкот. Што се однесува за Вотер Колинс, сепак постојала шанса дека тој избегал и се спасил, бидејќи неговото тело не било најдено во фармата на Гордон Норкот. Нешто средно во целата оваа случка е тоа што еден од децата што биле заедно на таа фарма со повеќето други деца се спасил, се појавил жив и здрав неколку години после случајот и тоа се отворила можност дека и Вотер Колинс некогаш би можел да се појави. Мислам дека тоа е тоа за држата епизода од Are You Scared? Како што кажав, нова епизода на Are You Scared во вторник и петок.
Можете да не сабскрибнете секако, можете да клювате видеото, имаме линкови исто на мој Twitter во дескрипција и можам да кажам пријатно се гледаме во 5-та епизода од Are You Scared?